Вториот ден од новата 2019 година, иако неработен, градоначалникот го искористи за посета на противпожарната единица, каде во разговор со командирот и со дежурните пожарникари се разговараше за тоа како поминале новогодишните празници од аспект на службата. За среќа годинава пожарникарите регистрирале една од најмирните новогодишни прослави, без пожари и други инциденти на подрачјето на општина Кочани, како и на општините на кои истата делува. Така, за време на новата година немавме никакви интервенции и помина релативно мирно. Градоначалникот Илиев најави дека во текот на 2019 година општината ќе прави напори за техничка и кадровска доекипираност на противпожарната служба заради поголема ефикасност во справувањето со пожарите. Значи, разговаравме за нивните потреби, како што слушнавте за униформи кои веќе се обезбедени. Исто така разговараме во делот на опремата да се модернизираме со некое возило кое навистина ќе ни овозможи побрза интервенција во одредени случаи. Поред бројот на жителите, на нас ни се потребни 31 пожарникар, значи покрај општина Кочани, ова противпожарно друштво ги покрива и поранешните општини кои произлегуваат од Кочани, Чешиново, Облишово и Зрновци, и според бројот на жителите на нас навистина ни се потребни 31, во моментот располагаме со 16, меѓутоа благодарение на добрата екипираност и добрата увежбаност навистина одговарат на секој предизвик. При посетата на општа болница, градоначалникот од прва рака беше информиран дека новогодишната ноќ поминала необично мирно, без какви да инциденти. Интервенциите во амбулантата и на терен се во рамките на вообичаените, а од предозираност со алкохол се евидентирани 7 лица, од кои 5 девојчиња и 2 момчиња. Значи, во текот на новогодишната ноќ, службата за итна помош има 57 пациенти, од кои 8 повици, домашна посета и поакутни заболувања. И тоа е вообичаен ден за нашата служба. Значи 7 пациенти во алкохолизирана состојба. Илиев најави дека преку сите форми кои му се на располагање ќе се заложи Кочанската здравствена установа да го унапреди своето работење преку кадровско доекипирање и современа опрема. Значи, иако не е во надлежност на локалната самоуправа, сепак јас како градоначалник и општина Кочани има голем интерес да го подобриме функционирањето на општата болница. Значи, јас како градоначалник уште на почетокот кога дојдов се заложив да се направат неколку интервенции во делот на инвестициите, се со цел да навистина општата болница одговори на потребите на граѓаните. Една таква заложба ќе продолжи во 2019 година. Значи, прво со екипирање на персонал каков што е потребен на граѓаните на општина Кочани и на поширокиот регион. Исто така ќе продолжиме и со лобирање за инвестирање во опрема која ќе послужи за подобрувањето на нивото и на услугите кои треба да ги добијат граѓаните на општина Кочани. Инаку директорот на општа болница Александар Серафимов при денешната посета соопшти дека првото новороденче во општина Кочани на свет дошло во 1 часот на 1 јануари. Меѓутоа, тој дури денеска бил информиран. Поради тоа, посетата на градоначалникот на родилката и бебето е одложена за првиот работен ден во новата година, 3 јануари.